Дай я гуската. Што? Дай я гуската, бе. Како да ти дам гуската, ефенди, гуската не е твоја, гуската е на бегот. Чија? На бегот. Абе, дай ја гуската, кога ти велам, ти го гледаш жандарот. Ма чекај полека малку бе, ефенди, бе, како мајсторот ќе ме отепа, бегот жив ќе ме одере. Што да му кажам ако ми ја земиш гуската? Немој така да. Како бе, ќе му кажеш, гуската летна. Ја извадив и летна. Како бе така гуската летна, отиде бегот, рече, отиде на кафе, вика да пијам кафе, рече, одма ќе се вратам да се земи гуската. И како сега ти дам гуската, кога не е гуската твоја? Немој така, ефенди. Абе, дај ја гуската, кога гледаш жандарот. Слушај, дај ја вам гуската. Како го гледам жандарот? Ти реков бе. Ама не можам бе, ефенди, разбериме, ќе ме даде насуд. Абе, нека те даде, бе. Јас сум кадијата, кај мене ќе те даде. И шо? Ти ќе му речеш само кога ја извадив летна гуската. Ама друго да не кажуваш. Само ќе велиш колку да те прашува, ти се ќе велиш летна, другото си е моја работа. Не бива таа работа, бе, бе. Како така печена гуска летнава? Ајде. Абе, ајде не зборуј кој ти велам. Ти реков го гледаш жандарот. Го гледам де шо? Така. Само така ќе велиш гуската летна. Ајде, зе ми ја гуската, бе. Нема чекај. Ти реков само така вели и ич не бери гајле. Ма чекај. Не разбра? Ама чекај бе. Нема чекај. Ма чекај бе, Фенди бе, како бе, каде Фенди бе? Абе како летнала печена гуска бе? Како да му кажам бе, ќе ме одаре живкат? Ете бе да работа. Ете бе да работа. Са што да правиш? А? Гуската печена летнала. Те треба се правам на будала дека летнала гуската. А? И кој ќе окрка стапот, ја ќе окрка. Ајде да му се. Ох, моли мајко. Ох, моли мајко. Убаво. Готово е. Ајде, се ли изваде од фурната? Се е испечено, газда се е извадено. Донеси ја гуската од бегот, еве го кај калпата, тој измеќало се, да ја земи. Абре, донеси ја што си застанал тако, да си болен? Види го. Абре, шо е? Шо е? Дај ја гуската на бегот да му ја дадем. Ја нема. Како бре нема? Беше тука и што бре, што се стори? Летна! Како бре летна? Така е, вака стори, вака со крилцата и летна! Летна глата твоја сега. Сега ќе да не си измори? Измори. Ај, одмори се малку. Потпри се на дизот. Така. Уште малку ќе стигнеме кај кумот и ќе се договориме за името. Зошто? Нели Гоце ќе биде? Не, Јане. Зошто Јане? Па види, Гоце е убаво име, ама знамеден Гоце, многу мал, а вака, со голем нос, па да не му остане само носот. Арно велиш. Јане ми е некако поголем. Така е, ајде. Така, утре одиме в црква. Црква, е? Црква, треба идеме. Женички, што ти направи? Ништо не ме, не спекире. Не се секире, ништо не ме. Олеле. Моли мајко. Не се секире. Ништо не ме. Те убили. Ништо не ме. Сега ќе ми плати. Ништо не ме, Те боли? Не ме боли, ништо. Не ме боли. Сега ќе ми плати. Не ме боли, не ме боли. Не се секире, ништо не ме. Ништо не ме.
Слушај, брат, татко убаво рече. Нивчето е за тебе. 2 хектара е, ама за тебе. То не може. Татко не може тоа да го рече. Еве, јас сега како пред мене да го гледам, ко ми вели, нивчето само за тебе, не за брат. И јас го гледам пред мене и ми вели братски да подели. А брат, како братски? Не може братски. Пола на пола, братски, не. Ти ќе ми кажеш, јас знам што ми рече. Јас знам како може татко да рече. Ајде, братски. Да даде Господ да утри гром па да тоте. Ти си ми бил некако брат. Прости, пријателе, не те видов. Ајде, стани. Не прави ја белјата поголема, стани, пријателе. Абе, што направи, бе? Потепам човекот. Прости ми, пријателе, прости ми. Што ти стори за тоа буда лепинка, бе? Леле, аме ми то тепа, бе, брат, бе, остана нивчето сега, ма ти ми отиде, бе. Не ми се така, бе, брат, бе. Не ми се така, бе. Бе, ако не те стигнам овде кај кадијата, ќе те стигнам, бе, мамичето. Абе, одилете! Ене го таму! Слушај ме, ти сега мене убо, синко писар. Види го дедо ти во суретот, цел си плукнат на него. Само ножот си го види. Ама да не остани работата на тоа, ќе треба убо да ја учиш оваа сколија, писарлакот. Сетне кадија да станеш. Оти думаш кога судевме оној Лазара од Барахо за франгите. Сега ова ќе биде друга работа. Затоа 4 да ги отвориш, да ги опулиш очите, отварај тефтерот, запишувај и школата да ја ватиш. Ко што треба. Така. Абе, сега вас да ве опитам да кажете она за гуската. Кој го тоа прв почна? Кој го сега тоа прв почна прв? Гуската? Се почна со гуската. Гуската што ја нема. Ајде, бегу, поели, бујрум, кажи што имаш да кажеш. Јас не барам ништо друго, само мојата печена гуска. Зошто не му ја дадовте гуската на бегот? Пиши бе ти, пиши. Како да му ја дадам кога... Што кога? А изборувај де. Кога ја нема. Летна. Како летна? Имаше крилја? Имаше. И со нив летна. Имаше крилја? Кади бабе, со крилја беше. Крилја. Не се носи гуска на печење со крилја. Затоа летнава. За друг пат бегу да си знаеш, кога ќе носиш гуска некаде да печеш, да биде без крилја, оти пак ќе ти летне. Ај води си сега. Ама Кадио... Нема ама, бе, нема ама. Се знае тука кој кажува, кој суди. Јас сум тој што кажува што е право, а што е криво. Ај сега, момчево од тебе ослободено, така, да си знаеш и за друг пат ова да не го заборавиш како се пече гуска. Без крилја. Ај сега, оди. Сега, кој е наред?
Јас Кадио. Мене прв ме снајде маката. Отидов да купам леп и тој ме акна со лопатата и ми го извади окото. Како сакаш ти момчево да го судиме? Па се знае, Кадио, око за око, зад за зад. Око за око. Како да? Бидува, ќе го казниме така. Он ќе го извади окото и ќе го ставиме кај тебе. Само ти прво да го извадиш то око, за да можеме неговото око кај тебе да го ставиме. Не бидува, Кадио. Како така? Како да го извадам окото? Ќе ме боли? Значи боли, а? И ако боли, ај, надвор, излегувај. Ти бараше око за око. Не барам ништо, не. Јас ќе си одам, а око ќе ми одправи. Не барам ништо. Кој е сега третиот што се жали? Јас, Кадио, сакам тешко да го казните. Ние одејче на кај кумот, со жената, тој ја турна жената во дрвото и таа падна и се исплаши. Бидејќи беше трудна, го изгуби детето. Барам око за око. Па добро де, лели така сакаш, така и ќе направиме. Ти ќе му ја дадиш жената кај него, да седи 9 месеци, па тој ќе и направи друго дете и ти ќе си го добиеш детето пак назад. Така, да ти врати око за око. Ама, Кадио, не играј си со мене. Кај бидува да му ја дадам жената и, како што велите, тој дете да ми прави... Не сакаш? Тоа не ти се бендисува? Значи го ослободуваш и ти, момчето. Ај сега, кој си ти? Што судење ќе е ова? Јас сам ќе си направам дете. Да си направиш. На маката што е имало момчето, сега и вие тука душата ќе му ја вадите. Така е, Кади Ефенди, така е. Јас не сакав. Јас само сакав главата на рамене да ми остане. Толку многу ме брка и ме гонеа. Ти да молчиш. Тебе ништо не те прашат. Ај, сега да видиме кој е наред. А ти? Со братот, а? Јас сум Кадија. Само, со мене нема лесно пајка на тоа. Не е ова гуски патки шатки. Неродено дете, извадено, довадено, невадено око. Не знам, крилја пресечени, не пресечени. Работата е за брат ми. Што за брат ти? Што му е на братот ти твој? Што му е? Тоа му е што е мртов. Ово е овде го тепа. Од зидот падна право нагла и го тепа. И што бараш да му биде казната? Како што си е правдината. Око за око. Сакам неговиот брат или, ако нема брат, неговата сестра, да се погуби. Око за око. Така нека биде. Умрел човекот, не е шега. Јас не сакав да го отепам, Кади Ефенди. Јас копнав себе си да се отепам. Оти порно ќе беше да беше така. Оти ако ме фатеше мајсторо, жив ќе ме одереше. Толку многу ми беше страх, толку многу ме гонеа, толку една цела сурија што не знаев кој ќе ме тепа, кој ќе ме брани, Кади Ефенди. Ти да молчиш. Човекот бара око за око и ќе му дадеме. Ќе направиме вака. Сега ќе појдеме пак кај Дзиздон, кај што умре брат ти. Тогаш ќе направиме вака. Калфата сега ќе застане на местото од брат ти, а ти ќе се качиш на Дзиздон горе. И ќе рипнеш врз калфата, да ќе го отепаш. Да? Што? Јас да скокнам од тој висок зид, па да не го погодам и да се отепам? Не сакам. Па и тој можел да се отепа, ако не го погодил брат ти. Еми ти сакаше око за око. Ако не сакаш, ајде, врви си го патот. Кадија, јас не мислев така, јас мислев Ти како што мислиш не е право.
Оди дома и мисли. Сетте ќе ти текне дека не е право тоа што го мислиш ти. А од тебе момчето ослободено. А сега, ајде, врви си по патот. Па може и така и ќе да е подобро. Ај. А ти бе? Ти пак на што се жалиш? Ај. Се жалам. Се жалам и го тужам овој овде, оти да не ми го дотужи да аракава 2-3 пати. Зошто го тужиш? Ете те се жалам оти сакат да ме прави дека сум мал во умот. И оти бегот си го изгубив за моштерија. Толкува моштерија како бегот, ете така ми оти. Шо да правам сега? Еми јас тебе ништо не те разбирам. Па тоа де, што сака да ми каже оти печената гуска летнала. Јас сум сведок. Јас со своји очи ја видов гуската како летна. И леташе, долета над мојата куќа. Мафтај со крилцата, си избори, падна во мојата куќа и токму пред мене на трпезата. Ја гледам гуската, велам, шо да и правам ја? Ја гледам и ја суправив. И сега, шо да правам? Еми ништо, шо ќе правиш? Сега калфата ќе си го земеш и ќе си оите на работа. Ќе си оите у дома си. А тоа, со бегот, си го изгубил за муштерија, не е голема работа. То не е нешто. Ами, него го изгуби за муштерија, мене ме доби за муштерија. Ете така. А и така да ти кажам, бегот нешто требаше да ми даде. Па сега во ЕСА-пот сме тамам. Ајде сега, ојте си со здравие. Гуска со Ö се пишуваше или со Ö?